Овој пат не сум сам. Со мене е Филип, кој ќе понесе бронзата од... Кажа ми здраво! Здраво фантазери! Ние сме повторно во нашето импровизирано студио затоа што веќе е време за втората епизода од серијалот наменет за фантази премиер лигата. Овој пат не сум сам, со мене е Филип, кој е носител на бронза од минатата сезона во нашата премиум лига. И овој разговор би го започнал како што тоа го прави Кирил. Здраво Филип, како си? Здраво Перица. Одлично се осеќам, спремен за мојата прва епизода на Геймплан МК на каналот на Скратен корнер. Супер. Вака, првата епизода беше наменета за оние кои што никогаш не играле, кои што не направиле тим на фантази. Сега веќе преминуваме на постручна анализа наменета за оние кои што веќе се активни, на кои можеме да им помогнеме за да се подобрат во играта. На првата слика гледаме тимска дефанзивна статистика. Имаме две колони. Првата колона означува очекувани примени голови и втората дозволени шутеви од 16-тник. Можеме да забележиме дека тука доминира Нјукасл, потоа следува Тотенхем и Манчестер Сити. Продолжува Астон Вила, Брентфорд, Бормут, Челси, Лестер, Вулверхемптон и Кристал Палас. А кога сме кај тимската офанзивна статистика, на прво место убедливо е Манчестер Сити, потоа следува Вулверхемптон, па Нјукасл. Но тука кога одземеме 0.76 за пеналот кој го изведе Холанд, и заклучиме дека Вулверхемптон доаѓа на прво место. Океј, идеме понатаму со играчката статистика. Играчката статистика првото коло не мора многу да значи. Тука ќе видиме играчи кои што во принцип во текот на сезоната нема да имаат толку добра статистика, сигурно нема да бидат толку горе. Али нели едно коло као едно коло, да не ги земаме овие бројки здраво за готово. Тука можеме да видиме дека има многу играчи што, како што кажав, што не се познати, не се добри опции за фантази, како Грос, не знам, Аит Нури, Велбек, Дендонкер и така натаму. А има играчи што нели се многу добри опции и понатаму исто така ќе бидат добри опции што во прво коло изигра одлично, како Холанд, Заха, Грилиш, Кулушевски, Нуњес, Сон и така натаму. Натаму идеме кон играчите кои што потфрлија во првото коло. Тука имаме неколку играчи што има, да речеме, доволен број на шанси, но не ги искористија во првото коло. Кроз сезоната или не знам, кроз две сезони, оваа статистика горе-доле се изедначува. Имаме тука исклучоци кои што се многу добри финишери, пример како Сон, кој што секогаш е оверачивер во однос на оваа статистика и секогаш има повеќе голови во однос на тоа колку се очекува он да даде. И тука као примери ќе ги издвоиме од прво коло, ќе ги издвоиме Дендонкер од Вулфс, Езе и Аит Нури. Тие беа играчи кои што потфрлија во првото коло. Добро, јас само би се надоврзал кај тебе, мислам дека Аит Нури заслужува да му се посвети повеќе внимание, бидејќи неговата мапа на движење повеќе во противничката половина отколку во својата и има учествувано во 0.80. Да, така да мислам дека Вулфс се солидно, можеби ќе бидат рецимо просечна одбрана во текот на сезоната, така да ако е волку офанзивен, можеби ќе стане опција кроз сезоната, ќе видиме. Добро, сега ќе преминеме кај оние што отише над очекуваното, односно ги надминале своите очекувани голови. На прво место е Грос, потоа следува Митровиќ, Дузбери Хол, Мур и така натаму, и би го извил Митровиќ, бидејќи тој е еден од најмногу правените трансфери за второ коло и цената веќе му се качи на 6,6 милиони. И ако ги одземеме 0.76
од неговиот пенал дојдам до 0.19 expected goals, што е многу малку за еден напаѓач и мислам дека на долг рок тој нема да биде добра опција за фантази, посебно затоа што тој е класичен таргет мен и неговата екипа која ќе има проблеми да ја изнесе топката, тој ќе мора да се спушти за да им ја спушти со глава или да ја задржи неколку секунди за да дојдат неговите соиграчи. И за тој да носи поени би требало неговата екипа повеќе да игра во противничкиот 16-тник, што тоа не верувам дека ќе е случај во Премиер лигата кој што беше во Чемпионшип. Инаку неговите бројки има само 5 допири во противничкиот 16-тник, има 3 шута кои сите се од 16-тникот, една креирана шанса и како што кажавме expected goals 0.19 без пенал. Другата голема одлука што требаше секој менаџер да ја донесе во пресред на првото коло беше Кейн и Халанд. Ние баш имавме еден пост на Инстаграм на Геймплан, кај што несразмерна ни беше ownershipот помеѓу Кейн и Халанд. Халанд беше многу позастапен во екипите на FPL менаџерите, али се испоставува дека Халанд е првата одлука, бидејќи како што може да видиме, во првата утакмица на Сити се вртеше околу него. Цело време го бараа него, што не се случувало порано во Манчестер Сити кога технички најчесто играле со важна деветка. Сега го имаат Халанд кој што е focal point на екипата мање више. За разлика од тоа, првата утакмица на Тотенхем дадоа 4 гола и може да кажеме дека со право сме очекувале Кейн да направи нешто од тие 4 гола, али он буквално немаше никаков учинок. Тоа зашто беше така? Бидејќи у принцип он е плеймейкер во екипата и се спушта многу доле, како што може да видите просечна негова позиција е на исто ниво со уинбековите. Така да он не е тој што прв пристига во текот на целиот надпревар, ниту еднаш не пристигна прв напред во 16-тикот. Него он беше тој што дистрибуираше и подоцна као не знам, пети играч или четврти играч доаѓаше до 16-тникот и затоа не знаеме дали ќе продолжи тој тренд. Предпоставуваме дека нема, али секако дека он ќе биде поназад и нема да биде најисторијниот можеби кроз сезоната. Така да од второ коло како што веќе не знам, таму милион менаџери го направи тој трансфер Кейн Халанд, испадна дека стварно Халанд е подобра опција сега за сега. Тука тоа е дури во линија со нивните вингбекови, да. Кој има учинок. Да. Идеме натаму. Екипата која што ни фати око, Ньюкасл, сите знаеме нели дека имаат нов ownership и дека низ следниве години ќе се инвестираат невидени пари во нив. Али се гледа дека од самиот старт дека знаат што прават на некој начин. И лани од кога дојде Еди Хауф и сега прво коло буквално со Форест буквално доминира. Нема никаков простор, нема Нотингем Форест било што да направат. 2-0 сигурна победа. Тука имаме бројките на нивните играчи. Интересно е да се каже за Ден Бърн, кој што имаше 4 шутеви си до 16-тникот при корнерите. Имаат некоја интересна стратегија што може да врди со плод, доколку исто така имаат добра одбрана кроз сезоната. Не се знае, може би ќе стане опција. И останатите играчи, нели, Вилсон, Максимон Вилсон и Джоелинтон. Вилсон 7,5 милиони. Треба да си размисли дали ќе биде добра опција. Не знаеме колку време ќе биде фит, тоа е најголемиот прашалник е него, така да не се знае што кога ќе биде. Исто и Сан Максимон. Да, исто и Сан Максимон. А околу тимска статистика, како што кажав, буквално доминира, 67% после тоа е одлична бројка за екипа од тој калибар, значи речиме со послабите екипи, они доминираат. Очекувани дадени голови примени 1.74 со 0.28, што нели и статистиката го потврдува тоа што сите го видовме дека се беа многу подобра екипа од Форест. Од тука можеме да кажеме и тие беа толку офанзивни што последен играч за врска им беше Бруно Гимараеш кој има исклучително офанзивни карактеристики, така да одлична екипа во првото коло. Идеме понатаму ќе се осврнеме малку на буџет играчите од средината до 5,5, многу битно, пошто од 6 натаму сметаме дека Мартинели е најдобрата опција. Идеме до 5,5. Има низани играчи кои што например Поденс, во отсуство на Хименес,
Беше као важна деветка со тоа што сега дојде го едеш ново засилување од Вулфс и не се знае како ќе иде дале ситуацијата. Тоа е 6 милиони. Он е 6 милиони, али може да му земе место, не се знае кога ќе биде, така да од сите овие играчи најзастапени се Нето и Бейли. Нето нема да биде, мислам дека нема да биде нема да му менја трансферот на го едеш. Така да и продолжува да биде опција, имал 3 шута, исто учествуваше во опцијата за голот, он го даде првиот пас. Има второ добро коло, така да добра опција и за второ коло. За понатаму ќе видиме. За Бейли исто така е многу играч кој што многу луѓе го имаат. Тој беше добар на пријателските и Добар на пријателските, многу луѓе го сите- ставија, не покажа кој знае што прво коло, за второ коло нешто слушнав дека можеби ќе биде на клупа, не се знае, ќе видиме тоа. До прва ќе има нели пресконференција и такви работи. Околу другите играчи, по принцип тие што дадоа голови како Дузбери Хол, еден шут, еден гол, тоа е единственото што може нешто да очекуваш кога ставаш такви играчи. Можеме Нема Гордон да еден го шут, спомнеме. еден гол. Да, Гордон играше мислам дека 9. 9. Да, ама Гордон кога се игра врати, не знам, кога се врати Рондон валјда, пошто Калверт. Калверт-Луин нели се повреди, Калверт. ќе очекуваме да иде или десно или лево кај да игра. Така да тоа е околу овие опциите буџет играчи у средина до 5,5 милиони. Добро. И на крај доаѓаме до избор за капитен за второ коло. Имаме две опции. Халанд постигна 2 гола, Салах 1, 1-0 асистенции за Салах, 5 шута наспрема 2, една креирана голема шанса од Салах и expected goals 1.66, 0.38. Со тоа што Халанд изведе пенал, но сепак мислам дека многу подобра опција ќе биде Халанд на домашен терен против Бормут. Мислам и двајцата играат и со Кристал Палас и со Бормут, ама самата позиционираност на Халанд, тоа што цела екипа на Сити работи за него, доаѓањето на Нунес у Ливерпул исто така, со тоа Салах иде многу подесно и тренд се инвертира. И мислам дека тоа не му одговара премногу на Салах, бидејќи никогаш нема играно со таков напаѓач од калиброт на Нунес, секогаш играше со Фирмино или Жота кој што повеќе се движи и му остава простор. И затоа мислам дека Халанд ќе биде најдобар избор за капитен во второто коло. Со тоа што кој да го стави Салах нема да сгреши, знаеме дека Салах е најдобриот ФПЛ играч во историја на ФПЛ. Да, исто и Никој нема да сгреши доколку пример кој го нема Халанд да го стави Салах или да ги има и двајцата да го стави Салах, нема да сгреши со тоа што по нас подобра опција е Халанд, затоа што веројатно ќе Да. биде и на пенали. Да, поготово ако не Иако- игра Марес иако сигурно, шутна, ако не да, игра да. Марес сигурно ќе биде на пенали, а доколку игра Марес и да игра Марес има шанса да биде Најверојатно ќе биде на пенали, да. Со тоа што исто така треба да се напомене дека и Палас лани Брунелот нели се нови у Премиер лига, а Палас лани има сосема солидна одбрана. Да. Подобра екипа се од Брунелот во секој случај. Така да по нас Халанд е опцијата, подобрата опција за капитен. И Ливерпул не покажа кој знае што во Да. првото коло, затоа нека биде Халанд. Нега вида Халанд. Да. Околу останатите дилеми, тука ни се вреди да се спомнат играчи како Перишич. Он првото коло влезе од клупа, второ коло игра против Челси. Тежок геймвик има, тешка утакмица против Челси, така да многу луѓе го има во прво коло. Треба да донесат одлука дали ќе го чуваат или ќе го продадат. Исто така Ливерпул неочекувано примија нели 2 гола од Фулам, дали нешто се случува или дали ќе се биде Ливерпул како што беше од Добро, последните 3-4 години. не би требало последно лошо коло да се менуваат од бранбени на Ливерпул, Согласен. затоа што сега има дома со Кристал Палас. И тука се очекува клиншит, така да мислам Да. дека нема потреба воопшто да се менува одбраната. Исто- А кога сме кај Перишич, не знам каква е ситуацијата таму, затоа што Сесенјон имаше асистенција, Да. изигра одлично. Гол да. Е, Одлично такмица си. Гол ли да е? Да. Мало од Челси се доста подобри, не знам таа утакмица ќе биде исто Ти сигурно за Челси ќе наведеш.
Ке најавам за Челси, ама многу се постреми затоа што Челси не покажа ништо во првото коло. Да, мислам дека најдобар момент за Тотенхем е да игра баш сега против Челси, али добро. За жал да. Може на крај Кейн ќе испадне болја опција од Халанд второто коло ќе видиме. Затоа што А ние често сите нели одидовме. Лично ние екипата на Геймплан сите одидовме веќе на Халанд, така да ќе видиме дали ќе испадне добра одлука. Исто така Да се надеваме дека ќе испадне, затоа Да, што да. не мора Кейн да удаде гол на Челси. Да. Исто така останува уште Хезус, кој што 78% од луѓето го имаа пред првото коло и сега од прилика 300.000 луѓе го продадоа, што по нас е многу лоша одлука. Има уште 4 одлични. Кроз цела сезона ќе биде добра опција, а поготово наредните неколку кола кај што има Многу добар распоред многу и распоред. Така да си мислам изигра дека скрос окей у првото коло. тие што го продаваат грешат, но ги имаат 300.000 како што кажав, така да тоа е озбилна бројка. Добро, на почеток сме и Да. има простор за поправање. Мислам дека можеме да финишираме емисијата веќе. Тоа беше тоа од нас. Во коментар оставете ги вашите тимови, вашите грешки од првото коло, недобрите потези кои сте ги направиле, вашиот трансфер и за сите други подетелни информации доколку нешто ви е потребно, тука сме на Facebook, на Twitter, на Instagram, скратен корнер и геймплан. Поздрав! Чао, чао.